Па да, од 2006 година овај празник е означен од страна на Советот и локалната самоуправа заедно по договор со Македонската православна црква како патрон на градот Прилеп и веќе традиционално се слави. Свети Никола не само што е празник и патрон на градот, туку представува еден голем туристички бренд на градот. Познат е градот по тие светиниколски сарми, по начинот и традицијата на прославувањето на самиот празник, меѓутоа и по Гинисовиот рекорд кој беше поставен со преку 80.000 сарми кои беа направени пред повеќе години. Иначе традиционално секоја година празникот се слави со една трпеза во центарот на градот, се затвора главната улица, булеварот Гоце Делчев, на која се поставува она традиционално светиниколско јадење со постни сарми, постен граф, со риба, со вино, нормално и топла ракија и со многу забава која што се одвива на ѕидот во центарот на градот каде што трае културно-уметничката програма. Локалната самоуправа секоја година е организатор заедно со домаќинот. Ова година домаќини се мермерниот комбинат Прилеп, а наредната година веќе домаќинството го презема тутунскиот комбинат од Прилеп, две реномирани компании и фирми од градот. И сметам дека со ова традиција која воспостави Прилеп беше пример и за другите градови. Така во Македонија ова време и мислам и да нема град кој нема свој патрон, односно заштитник светец. Да напоменам и тоа во чест на Свети Никола и големиот роден ден на градот, 1000 години Прилеп, еден милениум од неговото постоење. Наредниот ден, значи на 19 Свети Никола, на 20 во сабота имаме милениумска вечер, која ќе биде проследена со голем број на културно-уметнички перформанси, настани. Тука можам да го најавам, значи учеството на Домот на културата Марко Цепенков, киното во Прилеп ќе имаме филмски маратон вечерта, ќе има и голем број на театарски представи целата вечер. Ќе имаме исто така уметниците и музички и ликовни уметници во градот ќе имаат своји изложби, настапи во центарот на градот и Домот на културата, а во сето тоа ќе бидат вклучени нормално и угостителите, чаршијата како познат бренд на градот и се она што може да се вклучи во прославата на овој голем јубилеј празник, односно роден ден на градот, 1000 години постоење на Прилеп. Прв пат се спроведува еден вака голем проект во кој што се вклучени преку 30 на научни работници, академици, уметници, историчари, се она што се вклопува во она што ќе содржи самата монографија. Сите тие се професионалци кои го разработува овај период повеќе од година дена, значи 1000 години постоење Прилеп, од далечната 2014 година, кога за прв пат е Прилеп запишан од скилица како Прилапон и монографијата ќе представува досега еден престижен материјал за целата историја, култура, традиција, економија, се она што постоело во 1000 години со кој е представен и презентиран градот Прилеп. На крајот, значи, со произлегувањето на оваа монографија ќе остане еден запишан документ за сите сегашни генерации за се она што значи градот Прилеп до сега низ историјата.